Умерена храна и умерено консумирање на алкохол со цел мирна новогодишна ноќ. Со цел новата година да се дочека на еден убав начин наместо по болничките соби. Докторите советуваат граѓаните да бидат примерни и да не претеруваат со употреба на храна и алкохол за нова година и празниците. Препораките се да се прави умерено. Значи, знаеме дека за подобро расположение ни треба добра трпеза, меѓутоа и пијалок. Сето ова трпезата што ќе ни биде поставена за новогодишната ноќ треба да биде умерена, значи да биде балансирана, без прејадување, без обилни оброци, затоа што изобилува со се и се што, меѓутоа не само за храната, умереноста и во умерена количина важи и за консумирањето на алкохолните пијалци, затоа што наредната година да дочекаме во добро расположение, не посета кај во некоја здравствена установа после помината или неумерено консумирање на алкохол и храна. Лекарските билтени секоја година бележат големи бројки на граѓани кои на најлудата ноќ завршиле на токсикологија, например. Токму затоа, лекарите апелираат до граѓаните се што прават да биде во границите на нормалата. Овде стои апелот за внимателност, кога е во прашање употребата на пиротехнички средства. Најчесто е зголемената употреба на алкохолни пијалци, значи таму се најчесто бара, значи она што можеме да го видиме и во медицинските билтини, посебно во Скопје на клиниката за токсикологија. Ова е еден апел особено за помладата генерација, затоа што знаеме да експериментираме, така да кажеме, во употребата и консумирањето на алкохолните пијалци и сите тоа може лошо да ни влијае и да ни расепе неубавата ноќ, она на што сме се подготвувале цела година да ни остане во едно неубаво сеќавање. И поради тоа апелираме до умерена употреба на алкохолните пијалци, за малолетниците секако воопшто да не консумираат. Овде секако еден апел и за неупотреба на пиротехничките средства, особено на петардите, кои што знаеме понекогаш да завршат и неубаво, со недостаток и повреди на екстремитетите на рацете и на лицето. Апел за одговорност упатија сите надлежни институции кои ќе работат за време на новогодишната ноќ, со цел помалку да се интервенира и да се создаваат само убави спомени.